Добар ден на сите. Согласно член 80, став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отворам седницата на Комисијата за финансии и буџет со следниот дневен ред. Точка број 1. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Битола за набавка на инвертер клима уреди за 2024 година. Точка број 2. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавка на нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. И точка број 3. Јавен повик за надоместок на дел од трошоците на граѓаните на општината за купување на велосипед за 2024 година. Имаме представници од општината. Ве молам, како што се точките, доколку има некои прашања откако ќе ги објасните, може да праша или ако сакате точка по точка, како ви е вас полесно. Повелете. Да, само сакам да нагласам дека се извинувам, изумив, дека денес имаме две комисии паралелно, па го молам и известителот од животна средина да го прочита дневниот ред. Добар ден на сите. Согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисија за заштита на човекова средина на Советот на Општина Битола за 4.10 во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Точка број 2. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Битола за набавка на инвертер клима уреди за 2024 година. И точка број 3. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на општината за купување на велосипед за 2024 година. Ги молам известителите да се произнесат по точките. Добар ден на сите, јас сум Александра Ангеловска од Одделението за урбанистичко планирање и заштита на животната средина. Согласно програмата за животна средина за 2024 година, дел од субвенции ќе се спроведуваат повиците кои што ги прочитавте, а представници сме тројцата административни службеници кои учествувавме во изготвувањето на јавните повици. Секој по еден ќе си презентираме и ако не е проблем да почнам од јавниот повик за дограма, да го презентирам јас. Значи, јавен повик за надоместување на... Така, не ќе да ве прекинам, како да не работат микрофоните. Повелете. Значи, првиот јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена ПВЦ дограма и алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Значи, Општина Битола за овој јавен повик има обезбедено согласно програмата 2 милиони денари. Општина Битола има обезбедува повратна средства во висина од 30% од вредноста, но не повеќе од 30.000 денари. Како услови во јавниот повик се следните. Значи, пополнето барање кое може да се преземе од страната на Општина Битола или на шалтери при Општина Битола, доказ во оригинал дека е извршено купувањето на дограмата и тоа фискална сметка со датуми денес, доколку се изгласа на комисија и започна јавниот повик од денес, се објави, до 1.11.2024 година, фотографии во боја од старата дограма која се заменува и фотографии во боја од новата, која е вградена во домот пред и потоа, фотокопија од важечка лична карта на барателот, фотокопија од трансакциона сметка на име на барателот и изјава заверена на нотар, која што така можат да ја најдат и на страната на Општина Битола и на шалтерите. Она што сакам да ви го кажам како напомена во јавните повици и трите јавни повици ќе биде следното. Значи, доколку кон апликацијата се приложени повеќе сметки, во минатогодишните повици имавме делење на фискалните сметки, значи комисијата ќе ја уважува само онаа со највисок исплатен износ. Најдобро е на фискалната сметка да им стојат сите цела дограма, за точаците да биде една фискална сметка, за инвертер клима уредите да не се делени сметките. Исто така како ново во овие јавни повици е тоа што ќе има две комисии. Првата комисија е за евалуација и ќе направи прелиминарна листа на добитници, додека втората комисија, различна од првата со тројца членови, 3 дена ќе има можност, граѓаните ќе имаат можност да доставуваат приговори, таа комисија да ги разгледува приговорите, а после тоа да се дае целосна листа на
добитници на јавниот повик за дограма. Доколку имате некои прашање или нешто не е јасно, нема проблем да ви одговорам. Прашања? Ајде, повелете. Значи вака, во делот со сите забелешки кои што ќе ги изгласате на комисија, ние ќе ги вградиме нормално, меѓутоа она што е фискалната сметка е поради искуство од претходните јавни повици кога имавме платени фактури, меѓутоа кај граѓаните беа на рати, а ние баравме целосно исплатена клима, меѓутоа ако забелешката помине на комисија, ние ќе се ја вградиме забелешката, не е проблем. Од искуство фискалните сметки само ги оставивме за исплата на субвенцијата. А што се однесува до датите, после објавување на јавниот повик, се надевам дека денес ќе биде објавен после завршување на комисијата, фискалните се од 4.10. до 24.10. имаат можност да ја сменат дограмата. Доставувањето на документација ќе биде после 24.10. односно завршува со 1.11. Граѓаните, значи до 1.11. можат фискалните сметки да се ги доставуваат документите. Завршува повикот на 1.11.2024 година. Значи 2 недели има да ја сменат дограмата. Му даваме можност во тие 2 недели да ја сменат старата со новата. Од денешниот ден со објавување на јавниот повик, секоја фискална сметка ќе биде земена во предвид. Исто така и изјавата. Изјавата заверена на нотар треба да биде со од денешна дата па до завршување на јавниот повик. Благодарам. Јас сакам да прашам нешто, меѓутоа сакам да се надоврзам ново со фискалните сметки и сметам дека сепак општина Битола дава поголема сума на субвенции. Сметам дека треба да се доставуваат фискални сметки, бидејќи зборуваме за нешто што е купено во тој момент. Инаку имаме ние луѓе кои што и на почетокот на годинава купиле дограма, па уште ја плаќат, тогаш ќе ги клајмени во подредена ситуација, бидејќи ако некој купи сега на рати, ќе плаќа до година ова време. А тогаш нема, тие што купиле во јануари не можат да аплицират. Тоа е мое мислење, не мора да значи дека се согласуваме и сметам дека ќе се избегнат било какви дополнителни проблеми. Моето прашање е следно. Зошто повикот оди само со лично доставување на документи, а промовираме дигитализација, промовираме унапредување, промовираме, колку што видов, поправите ме ако грешам, имаме исклучен договор со нова фирма за одржување на страната, вклучувајќи ги и објавувањето на јавни повици. Зошто немаме електронска можност граѓаните да аплицираат? Повиците одат хартиено, бидејќи колку што се моите информации, знам дека општина Битола има спроведено јавна набавка за веб страна и веќе има подпишано договор. Да, на последниот колегиум беше кажано дека страната со начинот електронски да се аплицира ќе биде завршен дури кон средината на ноември, а знаете дека на 25 декември нас не завршува програмата со затворање на трезорот и сметам дека не беше возможно да стигне комисијата за да може да ги изработи јавните повици. Добро, не сте за ова вие криви, ама малце и смешно и во декември дека ќе даваме точаци, така да ништо не ме изненадва, меѓутоа ако одиме кон дигитализација и транспарентност, сметам дека му ја скративме можноста на граѓаните електронски, а вака не знам колку имаме можност за транспарентност и дали ќе се заштитиме од злоупотреба на причињата. Некој друг дали има некоја прашања? Доколку немате, ви благодарам. Повелете. Значи, бидејќи се работи за физички лица, така? Да. Тогаш треба да оди со фискални сметки. Како што си е во повикот? Како што си е во повикот. Со фактури, колку што знам јас, плаќат само правните лица.
Втора работа, зошто секоја се чека последниот момент и дека денес мора да донесеме одлука и па денес вие да го објавите повикот. Зошто ова не се работи пример неколку дена порано? И зошто повиците не се објавуваат, пример да речеме за клима уредите во некој си период кога цените ќе видат пониски, кој ќе има попусти на клима уредите, бидејќи сега во овој период, бидејќи сите набавуваат и цените ќе одат малце повисоко. Значи, тоа ако можете, бидејќи е добро и за граѓаните да купат поевтини клима уреди, и за општината, бидејќи тој процент што вие, тоест ние како општина ќе нудиме на граѓаните, ќе можеме повеќе граѓани да ги задоволиме со помошта која ние како општина би му ја дале. Јавните повици во дел, бидејќи беше изборна година, јавните повици знаете дека со распишување на изборите до завршување, односно формирање на влада, не можевме да ги распишиме. Останатите прашања мислам дека јас не можам да ви одговорам, бидејќи ние со колегите само ги изработувавме јавните повици и не сме тие кои што ги носиме одлуките. Имам исто нешто мало дополнување, значи на влезот на општина Битола ќе има обележување на шалтерите, бидејќи понеделник, доколку одлуката ја донесите и се распиши денес јавниот повик, се стави на гласилата на општина Битола, ќе има два шалтери, едниот за велосипеди, едниот за клими, бидејќи дограмата почнува покасно и ќе има показни стрелки да знаат граѓаните на кои шалтери треба да ги доставуваат кои документи. Добро, ви благодарам. Инаку, Кире, ако биде покасно, нема да може да се реализира, пошто ќе затвори трезорот. Ако има жалби, ако има се, денес ако не го направиме, ако го направиме среда, нема да може да се реализира. До толку сме во цајс донесени, формирана влада е во јули. Од јули до октомври не знам зошто од општината не ги пуштиле јавните повици. Мислам дека ни тие не можат да ни одговорат на тоа. Со тоа што ние би било добри да ги информираме граѓаните дека има ваков повик, некој може да се обезбеди средства, така оти не секој во моменту има пари да купи инвертер клима кој што кошта 40.000 денари нагоре. Требаше да ги известиме граѓаните и да може на секој да си обезбеди средства за да може да набави. Па и дограма. Треба мајстор да најдеш прво. Вред, некој друг прашање? Повелете. Вака, дали спрема, пошто видов во повикот не постои или еве за нас советниците и за граѓаните, заштитен механизам во однос на злоупотреба. Денес ќе се објави повикот? Доколку помини на комисија изгласате, нашата намера е да ги вградиме забелешките и да го доставиме до одделението кој што ќе го објави јавниот повик. Да, ама нема да почни да доставуваат од денес. Значи, документи. Доставувањето е од понеделник. Ако се објави од денес, нема од денес да се примат Ама документи. според одлуката значи фискална сметка од четврти. Ама добро де денес ако купи утре сабота, ако купи ќе му важи. Ама не мора Ама денес да ги достави. сабота нема шалтер и недела или се Ама лажи. понеделник Зато ќе доставувањето почне. на документите е од понеделник. Полека, понеделник нека биде. Нека биде понеделник. Тој ќе има четврти, пак има редици овде од 3 савајле. Јас не можам да му забранам на граѓаните дали ќе Не додат во можете 3 да му или забраните. во 8:30. Меѓутоа, ќе има одговор на тие што нема, например, со бројче. Според ако поделите 2 милиони денари по 18.000 денари, треба да имат 160 граѓани, така? Минус Еве. персоналниот данок. Да Минус не го персоналниот данок нека види. Добро. Тој со 110 бројче, ако не добија, има комплимент, што ќе му имаме ние законска одлука да му одговориме? Зошто не? Значи вака, како што можете да видите во овој јавен повик, за разлика од претходните години, има комисија која што ќе може во рок од 3 дена приговорите од граѓаните, секој досега приговор, иако немало во јавните повици, што се обратил до општина Битола, од комисијата добил одговор, бидејќи ние како администрација мора да му одговориме на било кое барање од граѓаните. Секој што нема да добие клима, а сака да знае зошто не добил клима, секогаш добивал одговор од страна на општина Битола. Збораме, исто така а пише. сака, значи дали имаме обврска да му одговориме, пошто рековте ќе има прелиминарна листа. Прелиминарна листа значи дека потенцијални. Тоа значи да сите му одговараме, добил, не добил, значи бројче од 1 до 500, добил, не добил, добил, не добил, добил, не добил. Добро. Значи ќе пиши таква ќе има листа. Па не сум јас во комисија сега да ви кажам, во јавниот повик пиши дека
комисијата ги разгледува сите апликации, после тоа има 3 дена на приговори, исплатата се врши по редослед согласно до поднесените барања, односно по принцип прв дојден прв услужен до искористување на средствата од буџетот. Секогаш било така. Ако се сеќавате, бидејќи председателката веќе го праша тоа прашање, електронски требаше да оди, така? Да. И имавме прелиминарна листа кога дававме 2.500 клими. Да. И одевме до 2800 и пишеше 150 не добива. И тој има право после да бара или да се жали. Сега дали ќе има таква листа? Па предпоставувам дека ќе има, да. Добро. Прелиминарна, чиме да, еве колегата ќе се вклучи како правник, прелиминарна листа ќе има кој добил, кој не добил до исцрпување на средствата. Сите ќе бидат разгледани. Немате паќе прашања? Ако не, Не, пошто го исклучивте микрофонот, мислев дека немате паќе прашања. вака сега. Зошто ви го прашувам и трета обврска заради ова? Оти после на крај ќе испадни, а ви имавме зголемен интерес и знаете што се случи лани, пошто сега се навестува ребаланс ки има. Да не се стави во тој ребаланс уште 10 на милиони денари се задоволат и други бројчина, кои што нема да ги знаеме. Дополнителни средства. 10 плюс, не мора, 15, 20, како ќе дојде. Оти така беше минатата година, ако се сеќавате. Се сеќавам. Оти сега може слободно да напишите бројче 4, 7, 9, 10 на страна и кој ќе дојде. Колешката Марица вели до 7 бројче тако, прв дојден прв услучен. Никој не знае пред него кој вреде. Се извинувам, Борче Корлевски ќе дојде. Во 12 сата, во 8 сата, во 3 савајле тука седеа, чуварот имаше список оклајано. Тоа е цела работа, дали имате механизам или може треба да седи некако некој. Значи во минатогодишниот јавен повик со климите имаше надополнување на средствата. Меѓутоа, кога го пративме другиот повик, мислам дека беше за дограма, вие како комисија ги заклучивте средствата. Значи, вие како комисија, доколку ги заклучите средствата, се сеќавам дека наредниот повик ги заклучивте средствата да нема надополнувања. Јас се сеќавам за минатогодишните повици. На останатите прашања не можам да ви одговорам дали ќе се надополни со ребаланс. Не сум јас таја што може да кажи. Знам лани дека го заклучивте буџетот. Велите во дограмата. Значи треба да се набави дограмата подоцна и има рок до 1 ноември, така? 1 ноември завршува јавниот повик за достава на апликација. Дали направите испитување на терен, дали е возможно во рок од 15 дена да се монтира дограма? Значи вака, ние не сме одделението што прави испитувања дали може да се стави дограма во рок од 15 дена, 2 недели или колку што му е рокот. Ние сме административните службеници кои што го пуштавме јавниот повик, меѓутоа ова е втор јавен повик. Не заборавајте дека и минатогодишната година имавме субвенции на дограма. 75 отприлика беа добитници, со тоа значи стигнале во 2 недели, не знам. Еве, како втор повик лани успешно сме го спроведиле. Може би тоа е показател. Успешно е во однос на трошењето на пари. Јас не се обраќам вас лично, се обраќам на општина Битола. Значи вака. Денес, и тоа што го спомна, еве ако сакате можеме на телефон, кој сакате монтирач на клима, ќе му звониме тука моментално. Ако во рок за 2 недели ви речи дека ќе монтира климата, значи тогаш јас можем да ви гарантирам со сигурност дека нема никој да ви речи таа работа. Зошто го зборувам ова? Нашата цел како општина Битола и како совет субвенционираме клима уреди ПВЦ дограма, бидејќи имаме паралелно и комисија за животна средина за подобрување на животната средина. А не за да му дајме пари на граѓаните за искористување на средства, значи тој што не, значи да се подобри животна средина, односно да не се користат некои огревно дрво и така натаму. Тоа е суштината. Оти со точаците, знаете, сега да одиме по сите магазини да видиме дали има тие во магазините 100 точаци, нема да има. Ама фискални ќе издадат тие, не е проблем за таа работа. Оти ние, затоа реков контролен механизам.
управа за јавни приходи, било како. Што имат на залиха во магазин? Оти ни се случува, сега ќе издадат фискални сметки, ќе му издадат одма така ги ги чукат и после тоа кога ќе ги набават, кога ќе монтират, не знаеме. За да ги имаме резултатите после, ако се жалиме за до одделението за комунално, дали чадат од џаците, оти велиме, секоја година даваме по толку клими. Значи до сега во овие последни 10 години мислам дека на секоја година по 200, претходно 2.500, значи од 4.500 домакинства. Битола има 17.000, значи негде треба да имаме стигнато да е 1/3. Башка луѓето што си купиле без субвенции. Така да треба да имаме ние, рековме и цело време го збораме и во тој и во ЛЕАПот е заведено таму локален акционен план, до кое ниво треба да имаме за заштита на животна средина. Дали треба да доделуваме многу повеќе пари финансиски или овие се доволни? Зато ќе знаеме после дали граѓаните напливот му е на вистина од потребата или се злоупотребува. И ќе знаеме дека, значи, показателите. Јас може и воопштив темата, меѓутоа, тоа е начинот ние да се, како совет и како општина Битола, кој ни е нашиот став во однос на заштитата на животна средина. Зато и заштитниот механизам. И правно, и нормално. И финансиски. Бидејќи секоја година ни се уват еден куп граѓани, еве за минатата беше тотален хаос. И на крај дојдовме на ребаланс да го решаваме со дополнителни средства и немаме информација дали кој ги добие, што ги добие. Никаква информација. Нити во јавност, ништо немаше. Листата беше објавена на страната на општина Битола на Facebook страната. Дополнителната не беше објавена целосна никогаш никаде. Таја што беше дополнета со ребаланс, мислам дека не беше објавена. Инаку Никак. вашата си беше, меѓутоа таа што беше дополната со ребаланс, јас мислам дека нигде не беше објавена. Повелете. Корлевски завршивте, така? Значи, јас имам прашање, бидејќи во претходните години, колку околу 4-5 години се поделија доста клими, преку 2.500 до 3.000, дали некој води евиденција и дали тие граѓани имат право да учествуваат и на овој повик, кои се условите, значи, дали имам евиденција. Втора работа, бидејќи се работи за заштита на животна средина, во некои повици беа дека треба да биде од централно градско подрачје, иако и тогаш се доделува на некои граѓани што живеа малце подалеку од централно градско подрачје. Дали нешто е како услов тоа земено во предвид, или па е земено во предвид тоа што претходно беше, дали се користат, пример, огревно дрво, па сега ќе му дадеме клима или без разлика аплицира, носи фискална сметка и му даваме клима уред. Или да речеме за ПВЦ дограмата, дали е битно во кој дел на градот се наоѓа или не. Или дали користи огревно дрво или не. Само еден момент, почнавме со ПВЦ, така да ако разговараме за сите три точки, слободно тој што треба да се презентира климито и може да Да, само да му одговорам доколку може. Повелете. Значи во трите јавни повици, како што може да видите ако ги прочитавте, пишува дека во климите и во велосипедите во последните 5 години да немаат искористена субвенција. Во дограмата е минатогодишниот, бидејќи минатогодишната година беше прв пат спроведен јавниот повик. А што се однесува до јавниот повик, кога беа средства доделени од ЕСМ, мислам дека бе од владата на Република Македонија, тој не беше јавен повик на општината, туку средствата беа од владата и беше сосема различен од овие јавни повици што ги спроведува општина Битола. Иначе се земат во предвид сите списоци на претходно објавени јавни повици, добитниците, значи зато комисијата малце подолго работи, бидејќи претходно сите апликанти ги проверува и по име, презиме и по адреса дали претходно биле добитници на повиците за кои што се јавуваат. Ако добил велосипед, не значи дека треба да биде ограничен во делот на јавен повик за инвертер клима уреди. Збораме клима, ПВЦ. 5 години. Значи, минатите 5 години не треба да бидат добитници. И уште еднаш секоја година прашам, ја оваа година пак ќе прашам дали имат право на учество
сите граѓани на општина Битола без разлика на која позиција се наоѓаат. Дали се советници, директори, не знам како ти секогаш постем кај јавноста се јавува некој така како вознемирување, како неблагодарност дека учествуваат луѓе што не требало да учествуваат, Па не треба ги да лимитираат, ги учествуваат. И за тоа треба добро е да се кажи, за да имаме црно на бело, да се спомни за утре да знаеме во јавноста дали некој нешто што ќе пласира е во ред или не е во ред. Мислам дека секоја година истото прашање, истиот одговор го добивате од мене. Во јавниот повик не стои дека има одредени граѓани кои што сите граѓани на општина Битола исто придонесуваат со даноци како без разлика на која позиција се наоѓаат. Ние во јавниот повик не можеме да му кажеме на некој дали треба да аплицира или не, дали е морално или етички, треба да почне самиот човек од себе си. Точно. Павеле Карлевски. Уште едно прашање, што ја мачи јавноста. Велите, водиме евиденција во 5 години кој учествувал, така? Да, И сега ќе добитници. биде регулирано добитници. Ако се семејство, еве јас и сопругата, да речеме, добитник едниот, можам јас да аплицирам така ниста адреса. Јас и таа сме различни. Сакате да ви договорам? Сакам. Да, вака сега. Значи, имате право да аплицирате, меѓутоа, треба да докажете дека во семејната куќа во која што живеете, дали сте едно или две домакинства. Ако го прочитавте јавниот повик, ќе видите дека ние ќе бараме дополнителна документација. Што значи дополнителна документација? Доколку се јави на име Александра Ангеловска, на адреса на живење, Прилепска 58, друго лице, на таа адреса веќе е добитник, треба да докаже дека се две домакинства во еден објект, со имотен лист, со 2 броила од струја, со 2 броила од водовод. Значи не ја сменале адресата со /1/2 А, Б, В, меѓутоа нема да ги исклучиме. Комисијата има право да побара дополнителна документација со која што вие ќе докажете дека во иста куќа со сопругата сте 2 домакинства. Доколку не докажете, ќе бидете одбиен. Затоа ве прашував истата грешка од минатата. Изјавата за 2 домакинска се прави со нотар, 150 денари на нотар и толку. Можам да ви кажам, ние не можеме никој ако сака кривично дело да направи да го Не е кривично, воопшто не е кривично дело. Ако потпишеш на нотар дека дека се 2 домакинства, значи видете, што ни се случи, јас како член на комисија за која беше клима уредите, значи затоа го спомнувам истото. Напред живеат на првиот спрат тој, на другиот татко ми, нема да пише дека е во друго домакинство? Пола град е така. Кој нема да му пише дека не живее? Две домакинства. Имаше да ви кажам дека 120 случаи, професори, доктори на науки, доктори кои што пишат дека тие и тој и жена му се различни домакинства. Едната на едниот спрат, брилото што останало од прошкиот пат. Никој не може да му го одземи тоа право дека не се тие дека на нотар изјавиле. Ништо не може да нема да мени во таа работа. Ние треба да одиме по адреса. Адресата на живење, улица та и та, примила субвенција, значи веќе има монтиран улен клима уред. Дали живее едно или 2 домакинства, тоа е друга приказна. Така ќе се злоупотреби. Смеам да ви кажам еден пример од минатогодишниот повик. Значи на минатогодишниот повик се имаше јавено еден господин, по адреса на живење го имавме одбиено, меѓутоа на крајот докажа дека адресата на живење беше колективно домување. Значи зграда со 8 стана, со иста адреса од претходен апликант. Исто така, за разлика од тогаш кога во изјавата изјавува јас под морална кривична одговорност, морална и кривична, изјави 150 денари, сега ќе бараме дополнителна документација. Сметам дека во едно домакинство, тоа е мое мислење, ако си едно домакинство не можеш да имаш 2 сата за струја или 2 сата за вода или имотен лист со поделени спратови долу, таткото горе, синот и обратно. Меѓутоа, да напоменам дека јавните повици
ви ги пративме, доколку имате забелешки и некои делови сакате да не стојат во јавниот повик или измени да направите или забелешки, затоа сме на комисија, ние забелешките ќе си ги вградиме. Значи, јас само ви кажувам кои ќе бидат забелешките во јавноста. Ама ако сакате, ако имате А понатаму, забелешки да ги гласаме, Да, тоа не е е тоа. проблем. Нема проблем, значи сите Значи- ваши забелешки ние можеме да го дополниме, прошириме или скратиме јавниот повик. Од институциите се чуваат со доверба кај граѓаните. Се друго дека ние ќе имаме совендисани дека е добро направено, во ред. Инаку, не може во колективно домување во зграда да немате, да не знаете дека има број, че не постои според законот, не може да бидеш поќе без број. Значи, не знам дали знаете таа Не работа. без број, значи со еден број. Не може со еден број. Може само Караарман 111, толку е. Тоа е еден пример во Македонија. Никој друг не постои. Не постои Ние таква како работа. комисија Одете сме во виделе централен секакви регистар, случаи. пробајте ќе видите. Добро, а јас ви мислите дека лично јас ви зборувам? Не, Јас далеко- го зборувам Значи, она што секоја година, еве ќе видите и ова година во понеделник ќе има 100 редици овде тука ќе бидат застанат граѓаните, денес и утре ќе си ги земат и тоа ќе би усвари од вчера ги имат веќе земено, веќе се знае. па мислам дека ние како комисија тројцата колеги ги имаме сите варијанти видено на овие прашања што ни ги поставувате и токму поради тоа за одредени граѓани да не бидат исклучени поради вакви системски грешки на државата, затоа ги вградивме. Меѓутоа, повторно ќе речам, ништо не ве спречува доколку во јавниот повик нешто не ви се допаѓа да го тргнете или да даете забелешка, ние да ја вградиме забелешката. Некој друг? Вака, јас ќе се надоврзам на забелешката на колегата Климевски и ќе нагласам дека точно е дека години наназад имаме проблеми со добивање на клими, точаци, дограма на функционери вработени во општината, луѓе кои што реално би имале привилегија. Меѓутоа сметам дека не може во јавниот повик да направите дискриминација и да напишете дека некој не сме, тоа е сепак морален чин кој што кој го има, кој го нема. Не можеме за сите да збораме. Иако дури во фирмите приватни кога ќе организираат наградна игра со мали букви и со звездичка стои дека вработените во компанијата не смеат да учествуваат во наградната игра, така да мислам дека тој дел не е јасен. И сега бидејќи се расширивме малку на сите три точки, јас како што прочита во јавниот повик, а бидејќи ние имавме и амандман за проширување на средства за клими, како поинаку, сметам дека, доколку е можно, секако ќе ми кажете вие, имате предвидено 30% субвенција, односно не повеќе од 18.000 денари, па би сакала ако може да изгласаме или да, мислам јас ќе ставам на гласање мојот предлог, да биде 50% од сумата, не повеќе од 25.000 денари. Сметам дека граѓаните, бидејќи му бараме фискални сметки, му бараме да бидат купени во готово, сметам дека поголем износ повеќе ги оправдува и барањата за фискална сметка, така да би сакала мојот предлог доколку може да се стави на гласање. Меѓутоа тоа сепак вие ќе го кажете како комисија. Некој друг прашање? Уште еден предлог јас само имам, да се објави целосно целата листа, значи од 1 до секој апликант, 1000, колку што се, значи број 1 добиен, број 2 одбиен, број 3 добиен, број 4 одбиен. Значи сите, од 1 до последен, да бидат објавени. Значи не само добиените, туку и одбиените. Прелиминарната листа да пише дека е прелиминарна и да биде објавена во целост од сите кои аплицирале, Кои така? аплицирале, да. Добро. Некој друг прашање? Го ставам на гласање мојот предлог. Наместо, мислам прво да ве прашам дали е можна таква измена, доколку се изгласа, дали може да се метни, повелете.
Јас мислам дека не е проблем, меѓутоа сепак вие треба да ми кажете. Ваквиот предлог треба да се разговара со одделението за буџетска координација, затоа што се работи за средства определени согласно Значи програмата. средствата остануваат исти. Јас ви кажувам да се зголеми субвенцијата. Аз само субвенција, Да, извини. не да се прошири сумата, значи сумата си е таа што си е во програмата, што си е изгласана. Само да се зголеми субвенцијата. Место 30-50. Може? Да, меѓутоа веќе кога ги врзуваме да си платат во кеш и да не одат на рати, сметам дека треба да му дајме поголема субвенција. Повелете. Значи, согласно програмата за животна средина имавме обезбедено 2 милиони денари, меѓутоа согласно амандманот на советникот од поинаку и претходниот ребаланс, средствата се 3 милиони 3 денари. милиони. И сметам дека доколку ја изгласате забелешката, нема врска со средствата сумата се тие. нема врска. 3 милиони денари согласно последниот Да. ребаланс и амандманот на советникот. Добро. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. Комисија за финанси. Прво глас. 4 за. Колешката повели. Благодарам. Точка број 1, јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена нова ПВЦ. Не, само амандманот прво да оди на вашата комисија. Извинете, ајде кој е за? 3 за. Добро, констатирам дека ќе ви замолам доколку може да се вметни и истиот да биде кога не повеќе од 25.000 денари. Бидејќи сметам дека ние нема да има потреба, фактички половина од климата ќе му биде во субвенција, така да ќе му олесниме. Добро, некој друг прашање? Ве молам и да биде забелешката на колегата Корлевски, се не знам, ќе биде вклучена како дел од повикот, треба да ја гласаме или? Повелете. Затоа и таквата прелиминарна листа која што е наведена во трите јавни повици е така запишана затоа што како таква мора да биде објавена на веб страната. Со сите апликанти. Листата ќе биде објавена и прелиминарната и конечната листа, така да ќе биде земен предвид, меѓутоа самиот предлог е вграден веќе во јавниот повик. Добро. Доколку немате прашања, преминуваме на гласање. Точка број 1, јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Битола за набавка на инвертер клима уреди за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 2, јавен повик за да ги изгласаме на финанси па после. Точка број 2, јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавка нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. И точка број 3, јавен повик за надоместок на дел од трошоците на граѓаните на општина Битола за купување на велосипед за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Повелете. Преминуваме на гласање. Точка број 1, јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за, нека крени рака. 3 за. Точка број 2, јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Битола за набавка на инвертер клима уреди за 2024 година. Кој е за, нека крени рака. 3 за. И точка број 3, јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на општината за купување на велосипед за 2024 година. Кој е за? 3 за. Ви благодарам. Повелете. Сакате нешто да ни кажете? Не? Добро. Со тоа ја заклучувам комисијата.